У претходните проповеди од првиот до третиот стих разгледавме 4 пати страшната состојба на човекот. Дека човекот не е супер, не е одличен, не е морален, не е прекрасен, туку е во многу тешка, очајна, мизерна состојба. Кажавме дека тој е роб на овој грешен систем, е заплеткан, замрсен во оваа мрежа на грев која е создадена од грешници. Кажавме дека човекот е роб на ѓаволот, е роб на демоните, е во овој свет што е злобен, духовен и е врзан и е роб на нив. И дека е роб на својата грешна и падната природа. Е роб на своите желби, на своите копнежи, на своите пориви, импулси. И како роб, како зависен на овие три ентитети, тој не може да се ослободи. Не може да каже, јас веќе нема вас да ви служам, јас веќе нема да сум ваш роб. Е мртов во гревовите, е зависен и е одвоен од животот на Бог. Живее во престапи и гревови, тоа како што видовме во Ефесијаните 2:1. И секој ден, секоја недела, секој месец, секоја година, секоја деценија, тоне се подлабоко и подлабоко во ова мучуриште на гревот. Не може да се ослободи. Со секоја своја мисла, со секој свој збор, со секој свој однос, со секое свое дело, тоне се подлабоко и подлабоко, паѓа се пониско и пониско, се заплеткува се повеќе и повеќе во овој вртлок, во овој вортекс, создаден од гревот, од ѓаволот и од светот. Гревот како некој тежок и масивен ланец го има целосно обиткано и заробено, фатено. Ѓаволот како некоја змија го има целосно обиткано и светот го има ставено во најтемната темнина, во лавиринт од кој тој не може да излезе. Е духовно празен, без никакво добро дело, без никаква заслуга, без нешто вредно што може да му даде, да му покаже на Бог. Е празен, целосно, е полн до гуша со гревови. Тоа што го прави не е добри дела, туку само гревови. Мисли гревови, зборува гревови, формира гревови, се однесува во гревови. Ништо не прави освен гревови. Нема ништо добро во човекот. Се надава на празни, неполезни, привремени, кршливи работи. Дека можеби тие ќе го спасат, можеби тие ќе му дадат надеж, можеби тие ќе го исполнат. Наоѓа заштита и сигурност во слаби, мизерни, кршливи работи кои смртта еден ден како виор, како бура ќе ги земе. И како некој пајак кој мисли дека ако искал добра мрежа и ја зацврстил својата мрежа во некој ќош, дека тоа ќе го заштити од страшното цунами кое ќе дојде и ќе ја поплави целата земја. Е како некој човек кој е на некој брод, кој тоне во страшни темни води, некој океан, бродот тоне, а човекот се обидува да се ја заклучи и зацврсти вратата од собата, мислејќи дека таа врата ќе го спаси. Човекот е во целосно безпомошна и безнадежна состојба. И целосно духовно празен, мизерен, во темнина, во мртвило. И во цела оваа болка, во цела овај очај, во цела оваа вина,
во цела оваа безнадежност, безпомошност, во цело ова робство, во сите овие таги и страдање и вина и осуда, во целиот овој Монт Еверест од гревови која е на неговите плеки, Бог доаѓа. И стихот вели и почнува, но Бог. Бог ја прави целата разлика. Бог е тој кој доаѓа, кој се нурнува, кој го пробива овој цит, овој вртлок на гревот, на ѓаволот и на светот и го спасува човекот од оваа ужасна состојба. И само Бог може тоа да го направи. Човекот не може тоа да го направи. Не може да се ослободи од овој страшен вртлок и затвор. Во целата безнадежност и безпомошност, во целата мизерија, осуда, казна, Бог дојде. Во ова тажно робство во кој човекот е, Бог дојде и спаси. Тој покажа милост. Во најтемната темнина, во најниското дно, во најголемата мизерна мизерија, тој дојде. Тој дојде да спаси, да даде надеж, да даде живот. Една пуританска молитва по име регенерација пишува и вика отворен цитат: бев мртов во беззаконија, без очи да те видам, без уши да те чујам, без вкус да ги уживам твоите радости, без интелигенција да те познам, но твојот дух ме оживеа, ме донесе во нов свет, ми даде духовно сознание, ми го отвори твојот збор, како светлина водич, утеха и радост. Затоа ти си достоен да бидеш фален со секој мој здив, сакан со секоја моја способност на душата, служен со секој мој чин на животот. Затворен цитат. Чи во стихот, Бог е тој која прави целата разлика. Е представен како граматички субјект кој ја врши промената. Хо де теос, но Бог ја прави целата разлика. Во оваа очајна состојба, Бог е тој кој променува. Павле не вика, вие бевте многу паметни, вие бевте многу интелигентни, вие ја увидовте вашата страшна состојба во која бевте и дојдовте до Бог, дојдовте до неговото спасение. Бравос! Павле не вика, имаше многу добрина во вас, многу морал, многу голем потенцијал и вие, преку вашата добрина, преку вашите усилби, преку вашата сила, тоа Бог го виде, го привлече, го потикна и вие се спасивте. Не, целата тежина, целиот акцент се става на Бог. И тоа што тој го прави. Човекот е мртов во гревот, не може да стане, не може ништо да направи. Колку да му викаш, да му збориш на некој мртовец, тој не може ништо да направи. Не може да стане, не може да се оживее, не може сам да воскресне. Не може сам да се ослободи од овие ланци на гревот, на ѓаволот и на светот. Коментаторот Есен Бао вика, отворен цитат: мрачното, мачно, безнадежно и долго сложено објаснување за човечката изгубеност, мртво во престапите и гревовите, деца на гневот по природа е разбиено од молња, од небото. Не на суд, туку на милост што интервенира, љубов што надминува секоја пресметка, Божјата мотивација да се спушти долу и да ги избави своите непријатели од неговиот пат кон пеколот е објаснета, но не за ништо што е во нив. Тоа е милост според неговата љубов. Затворен цитат. И ова навистина е Евангелието. Човекот е мртов во гревот, човекот
има еден куп гревови направено, го има прекршено Божјиот закон, стои пред осуден, пред Бог, неговиот гнев виси над овој човек, над грешникот, над целото човештво, е на пат на пеколот и само Бог може да го спаси. Бог доаѓа и го спасува човекот. Тоа е Евангелието. Прашањето е што го движи Бог ова да го направи. Можел да го остави човекот на неговите гревови. Можел да го остави заплеткан, замрсен на овој свет. Да го остави на ѓаволот. Што го потикнува? Пишува Бог кој е богат со милост. Милоста на Бог е таа што го потикнува него да направи нешто, да го спаси. Бог е богат со милост. Неговата милост е богата. Не е сиромашна, не е парцијална, Бог не е скржав, е богат, е масивен, има многу милост. Овде богат е придавка што се наоѓа само овде во Ефесјаните, како именка се користи 5 пати од страна на Павле во ова послание. Тоа веќе го видовме, например, у Ефесјаните 1:7, Павле пишува за Божјата благодат која е богата. Во 1:18 видовме наследството што Бог го дава, што ни го дава, е многу богато. Славно, богато наследство. Во 3:8 Павле вика за неистражливото или безграничното богатство на Христос. Тоа што нема дно, нема лимит, нема бариера. Неговото богатство е безгранично. Значи Бог е богат со милост. Бог има многу милост. Бог е богат со милост, има повеќе милост во себе од што сонцето има светлина. Бог има повеќе милост во себе од што небото има облаци, од што пустините имаат песок, морињата имаат вода. Универзумот има звезди и планети. Бог е бескрајно, бесконечно богат. Нема лимити, нема бариери, нема ограничувања на неговата милост. Оваа милост е толку богата и изобилна, што може да опрости, да избрише било кој грев. Сите гревови на целиот свет, на овој универзум може да бидат избришани. И како некој голем океан кој ги покрива најголемите, масивните кратери, дупки и бездни. Ги покрива и не се гледаат. Терминот што се користи за милост е елеос и во Септуагинтата често пати се преведува познатиот еврејски збор хесед, кој ја означува Божјата заветна љубов и верност како елеос, како милост. Например, во Излез 34:6 Бог му се јавува на Мојсија и себе се идентификува како Рав Хесед. И ова е преведено како полиелеос, многу милослив, многу милослив. Во Псалм 136 Божјата милост е повторена дури 26 пати. Че ако Божјата светост како Божји атрибут е повторена 3 пати во Исаја 6 и Откровение 4, што може да кажеме за Божјата милост, која е повторена дури 26 пати во еден псалм, Псалм 136. Че Божјата милост е многу важна тема во Библијата. Патем, заради Божјата милост, ние сме овде, седиме и разговараме за Божјата милост. И денес нашиот фокус на оваа проповед ќе биде Божјата милост. Ќе видиме 5 аспекти или 5 елементи од Божјата милост. Тие ќе бидат дефиниција, природа, категории, својства и примери.
Значи 5 аспекти или 5 елементи. Првата ќе биде дефиниција, втората природа, третата категории, својства и примери петата. И ќе завршиме со заклучок и примена. Да почнеме со првата. Дефиниција на Божјата милост. Дефиниција на Божјата милост. Што може да кажеме за Божјата милост? Како да ја дефинираме? Божјата милост наоѓа суштина или корен или извор во Божјата добрина. Божјата милост е гранка или аспект од Божјата добрина. Бог е добар, тој е највисокиот, најврвниот, суперлативот, нема подобар од него, тој е дефиницијата, стандардот на што е добро, тој е вечната добрина. Добрината е во неговото битие, во неговата суштина. Исто така, Божјата добрина е поистоветувана со Божјата слава. Е многу суштинска. Например, во Излез, 33 глава, 18 стих, Мојсија му вика на Бог, јас сакам да ја видам Твојата слава, те молам покажи ми ја Твојата слава. И 19 стих, Бог му вика и му одговара, ќе направам целата моја добрина да помине пред тебе. Значи, гледаме еквивалентност или идентификација помеѓу Божјата слава и Божјата добрина. Може да кажеме неговата добрина е неговата слава. Ги опфаќа сите негови атрибути. Божјата добрина е како некој бескраен и бесконечен извор од кој произлегуваат и кои се опфатени сите Божји атрибути, сите негови убавини. Е славната фонтана од која сите потоци течат. И Бог е добрина, тој е негов есенционален или суштински атрибут. Милоста е корелативен атрибут. И кога Бог гледа слаби, гнасни, грешници во беда, неговата добрина се манифестира, се пројавува како милост. Бог се сожалува, се сочувствува, болката и тежината на другите го допира. И тој пројавува милост. Тоа може да го видиме на многу наврати кај Исус. Кога Исус ги гледа луѓето без овчар, распрчкани, во грев, го боли и се сожалува со нив. Кога го гледа Јерусалим, како тоне во грев, плаче за градот, се сожалува, се сочувствува со грешниците и нивната болка. Стивен Шарнок пишува отворен цитат: милоста се протека само кон мизерната личност, бидејќи е поврзана со чувство на сожалување, предизвикано од несреќата на друг. Божјата милост се покажува кон оние кои заслужуваат казна. Затворен цитат. Истото слично вика Томас Ватсон, пишува, отворен цитат: милоста го спречува брзото извршување на Божјата правда. Грешниците постојано го провоцираат Бог и го предизвикуваат неговиот гнев да се разгори. Зошто Бог не ги осуди веднаш? Не е дека Бог не може тоа да го стори, бидејќи е вооружен со сета семок, Вотсон вика, но тоа е од неговата милост. Милоста го запира брзиот процес на правда. Затворен цитат. Значи, ова прва вистина или прв елемент од Божјата милост, Божјата милост ја дефинираме како корелативен атрибут кој произлегува од Божјата добрина и е Божјото сожалување или сочувство кон гревот и бедата на човекот. Значи, Божјата милост предпоставува грев, беда и мизерија на човекот. И Бог како добар ја покажува својата милост кон нив. Вториот елемент, вториот аспект од Божјата милост ќе биде природата на милост.
природата на милоста. Значи овде во овој стих апостол Павле пишува за Божјата милост, пишува исто така и за Божјата љубов. Во следниот стих ќе видиме дека тој пишува за Божјата благодат. Сега прашањето е, што треба да се прашаме, која е разликата помеѓу овие 4 атрибути? Која е разликата, врската помеѓу Божјата милост, Божјата благодат, Божјата љубов и Божјата добрина? Божјата добрина, како што спомнав, е неговата суштина, е основниот, есенционалниот атрибут, есенционалната природа, од каде сите овие атрибути, овие 3, излегуваат. Значи, од Божјата добрина излегува Божјата милост, од Божјата добрина излегува Божјата благодат и од Божјата добрина излегува Божјата љубов. Милоста, како што спомнав, предпоставува постоење на беда и на мизерија, на грев, и преку милоста човекот е спасен од заслужената казна. Милоста го опростува гревот на грешникот, секако земајќи у предвид неговата праведност. Божјата благодат, пак покрај милоста на Бог, која го трга гревот, го брише гревот, го спасува грешникот од казната што му следи, Божјата благодат дава плюс, дополнителни благослови. Значи го посипува грешникот со уште плюс благослови додадени на бришењето на неговата казна што заслужува. Например, дополнителни благослови како оправдувањето, како регенерацијата, новиот живот, како вечниот живот, како посвојувањето и така натака. Значи имаме плюс дополнителни благослови дадени од Божјата благодат. Божјата љубов па го избира индивидуалецот тој да биде негов син или негова ќерка и формира фамилиарна, интимна врска, семејна врска помеѓу Бог и човекот. Например, човек вози брзо по партизанска. Го застанува полиција. Му даваат казна. Човекот не може да ја плати, нема пари, оди на суд. И на суд судијата му вика, го гледа и му вика ти си виновен, ти следи казна. Судијата го забележува човекот дека е сиромашен, дека е слаб, дека има скинати алишта. Разбира дека нема татко и мајка, дека растен како сирак, во многу тешки средини. Во досието чита дека вози фичо и работи како чистач. Сега, милоста на судијата, или ајде да кажеме неговата добрина, може да го поттикне он да му избрише казната на овој човек. Согласно неговата праведност, се разбира. Значи, судијата може да се сожали, да се сочувствува, мизеријата на овој човек да почне да го боли и тој да му ја опрости казната. Благодата на судијата може да го поттикне него, тој да му даде дополнителни благослови, да му даде gift card од City Mall, да му даде кола, да му даде алишта. Значи да го плюс работи, плюс благослови, плюс поклони да му даде на овој осуден човек. И Божјата благодат, или ајде да кажеме у конкретниот случај благодата на судијата, може да го натера него овој човек да го посвои, да го направи негов син. Значи овој човек заслужуваше казна, но судијата преку неговата добрина се манифестираше како милост, таа добрина му ја брише казната, му го брише гревот, преку неговата благодат
му дава плюс благослови и преку неговата љубов го посвојува, го прави негов син. Ја гледаме разликата помеѓу овие 4 атрибути. Што може друго да заклучиме од Божјата добрина? Знаеме дека Бог бил добар поминатото, бил добар, е добар сега и ќе биде добар во иднината. Бог бил добар и пред да создаде свет, и пред да создаде креација. И тоа ова што ни покажува за Бог како битие. Покажува и ова може да го утврдиме дека добрината како Божја карактеристика има тенденција или својство или силен импулс да направи добрина, да излезе надвор, да манифестира добри дела кон друга личност. И сега, добрината е таква, има такви својства, што не може да остане приватна, не може да остане затворена, не може да остане индивидуална, без да направи добро на некој друг. И ако не направи добро, има голема тежина, има болка, има мака. И што поголема е добрината, толку поголема е маката и тежината кога нема да се направи добро. И сега добрината на бесконечно битие како Бог, кој е суштина во неговото битие, тој не може а да не сака да се сподели, да излезе надвор, да не биде приватен. Стивен Шарнок вика, отворен цитат, колку е нешто посовршено, толку повеќе се комуницира или споделува. И колку е подобар некој човек, толку е помилослив. Затворен цитат. Значи, добрината на Бог природно излегува од него и тој природно прави добри дела, без некоја надворешна обврска, без некој притисок, без некоја неопходност. Не, таа извира од него, природно. Тоа е дел од неговата суштина. И добрината, како суштинска добрина, сака да прави добро. Се радува кога прави добро. Без разлика на возвратот. Без разлика дали таа добрина е возвратена или не. Е сега, пред Бог да формира свет, пред Бог да формира ангели, пред Бог да формира ова креација, видлива и невидлива, тој бил добар. Нели? Сега прашањето е кон кого бил добар? Кон кого манифестирал бесконечна добрина? Што може да заклучиме од добрината како аспект на Бог? За да Бог биде вистински добар, тој мора да манифестира добрина и сака да манифестира добрина. За да Бог биде вистински добар, тој мора да е плуралност во своето битие. Логично мора да има минимум двајца индивидуи кои ќе даваат и ќе зимаат бесконечна добрина. Пред овој свет, пред оваа креација да постои. Добрината на Бог наложува тој да е заедница, да има повеќе личности во неговото битие. Добрината на Бог ја потврдува реалноста на Светото Тројство. За да Бог биде вистински добар, мора да е тројство. И сега друго прашање е зошто милост? Зошто добрина? Зошто човекот не е оставен на својот греф? Тоа би било многу лесно, како што демоните се оставени, човекот можел да биде оставен. И впрочем нема ништо во човекот што би го привлекло Бог. Туку се спротивно. Има еден куп гревови, еден куп непокорност, еден куп бунт,
Бог можел да не создаде свет, да не создаде ангели, да не создаде луѓе. И од кога создал, можел одма да ги уништи. Бог не е зависен од ништо, ние сме зависни од Него. И сега, Бог, зашто е добар, зашто има суштинска добрина во Него, тој сака да сподели таа добрина. И како што кажав, суштинската добрина не може да остане пасивна, не може да остане апатична, не може да остане статична, приватна. Добрината секогаш ќе излезе надвор и ќе се манифестира. Ако не излегува надвор и не се манифестира, нема добрина. Тоа е заклучокот. И сега Бог во својата добрина, во својата милост, креира универзум, креира ангели, креира видлив свет и невидлив свет. И креацијата како извор или манифестација или демонстрација на Божјата добрина е многу добра. Е рефлекција на неговата добрина. Бог не само во креацијата, туку и во неговото управување е добар. Со сите луѓе. Сонцето, како што вика Исус, свети и на грешните и на праведните. Дрвата раѓаат плодови и за грешните и за праведните. Росата паѓа и на розата, и на убавите цветови, и на трњето, и на боцките. Чи Бог е добар. Креацијата е манифестација на неговата добрина и Бог креира зашто сака да сподели својата добрина. Не може да остане приватен. Друга причина зашто Бог одлучил да покаже својата добрина е да ја покаже својата слава. Божјата добрина е аспект на Божјата слава и Бог го открива својот карактер на разумни, интелигентни битија кои може тоа да го видат, да го разберат, да го спознаат и да го ценат. И најдоброто за човекот е тој да сознае, да види, да познае, да најде најдобрата добрина, а тоа е Бог. И за тоа да се случи, Бог мора да се открие. Бог мора да ја покаже својата слава во јавност. Океј, значи до сега разгледавме два аспекта на Божјата милост, видовме дефиниција и природа. Третиот елемент е категории на милоста. Имаме две категории на милоста, генерална и специфична. Значи Бог ја манифестира својата милост во две категории. Генералната милост ја опфаќа целата креација. Значи Бог создал креација од својата добрина, ангелски свет, целиот универзум, целата земја, сите птици, сите животни, сите инсекти, све е создадено од Него и е манифестација на Неговата добрина, Неговата милост. И тој ги одржува сите ентитети, сите битија преку својата добрина и милост. Псалм 145:9 пишува: Господ е добар спрема сите и неговите милости се во сите негови дела. Дела 14:17 пишува: Бог сепак не се остави себе се непросведочен, правејќи добро, давајќи дождови од небото, плодоносни времења и исполнувајќи ги нашите срца со храна и веселба. Значи Бог на грешници, на пагани, на идолопоклонци, на тие што го прекршуваат неговиот закон секој ден, што го понижуваат неговото име, што ја засинуваат неговата слава, им дава благослови, им дава храна, им дава деца, им дава работа, им дава кола, им дава радост, музика, веселби. Е милослив, е добар. Од Дела 17, 24 и 25 Павле вика: Бог кој го создаде светот и се што е во него, е господар на небото и земјата, не живее во ракотворени храмови, ниту пак прима служба од човечки раце како да има потреба од нешто, зашто тој сам на сите им дава живот, здив и се. Значи ова е генералната милост на Бог.
таа се протега на сите луѓе, сите животни, сите растенија, сите птици, па дури и се протега и до демоните и до ѓаволот. Значи Бог е тој кој ги одржува нивните битија. Бог е тој кој ги одржува демоните, кој ги одржува ѓаволот, ги одржува грешниците. Значи Бог ако сака може сите да ги збрише и да ги направи да не постојат. Како што ги извлече од постоење, од непостоење у постоење, може да биде реверс, од постоење у непостоење. Бог е добар и е милослив, но оваа милост е привремена и трае додека се на земјата. Значи, додека грешниците се на земјата, додека грешниците живеат, Божјата милост трае и на ѓаволот и на демоните. Ѓаволот и демоните еден ден ќе бидат фрлени во огненото езеро и после гробот грешниците веќе нема да имаат милост. Потоа следи Божји суд и Божја казна. Божјата милост никогаш не оди против неговата правда, неговата светост. Божјата милост, кога е злоупотребена овде на земјата, се претвора во бес после. И тој Божји бес, таа Божја лутина, таа Божја јарост, зашто неговата милост е злоупотребена, се манифестира у пеколот, после гробот. Значи, таа е првата генерална милост. Втората категорија е милоста на Бог во специфичен или конкретен аспект. Оваа милост е дадена на своите избрани уште пред креацијата и е резервирана само за тие кои го познале Христос, кои се покаяле, кои поверувале во Него. Оваа милост е таа милост која е опишана во овој стих. Бог е богат со милост и преку својата милост не спаси. Оваа милост го трга Божјиот гнев, опростува и спасува. Павле во Тит 3:5 вика: Бог не спаси не според праведните дела што сме ги направиле, туку според својата милост. Петар, 1 Петрово 1:3 вика: нека е благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус, кој по својата голема милост не прероди за жива надеж. И Римјаните 9:16 у контекст на спасение, Павле вика: не зависи од оној кој посакува, ниту од оној кој се труди, туку од Бог кој покажува милост. Значи Бог е тој, неговата милост е таа која ја прави целата разлика. Во сите наши гревови, во целата наша гнасотија, во целата наша мизерија, Бог доаѓа во својата милост и не спасува. Ако го знаеш Господ Исус како твој спасител и Господар, ти ја знаеш неговата милост. Значи Бог ја посипал својата милост на тебе. Те ослободил од овој грешен свет. Те ослободил од ѓаволот и од демоните. Те ослободил од твојот грев, од твојата грешна природа, од зависност и робство кон грешни пориви и копнежи. И сега си слободен. Си слободен преку Божјата милост да живееш за Христос. Ништо не може да те спречи. Си слободен да живееш за Него, да го следиш Него, да го славиш Него. И оваа Божја специфична милост е регулирана или управувана од Божјата волја. Значи се дава согласно неговата волја. Не се дава на сите, се дава согласно неговата суверена волја. Артур Пинк во неговата книга Атрибутите на Бог вика, отворен цитат: Бог никогаш не може да престане да биде милослив, бидејќи ова е капацитет на божествената суштина. Но вршењето на неговата милост е регулирано од неговата суверена волја. Ова мора да е така, бидејќи нема ништо надвор од него што го брзува да действува. Ако постоеше нешто надвор, под наводници, тоа би било врховно, а Бог би престанал да биде Бог. Затворен цитат. Четвртиот елемент е својства на милост. Својства на милост, ќе видиме овде две својства на Божјата милост. Првото својство е таа е бесплатна. Значи Божјата милост е бесплатна. Не е базирана на добри дела,
Впрочем, ние и немаме добри дела, сите наши добри дела се измачкани со грев, се измачкани со себичност, се измачкани со нарцисоидност, се измачкани со горделивост, се измачкани со лоши мотиви, лоши мисли. Ние немаме никакво добро дело. Немаме никаква заслуга. Нема ништо што можеме да му кажеме на Бог. Бог, види го ова, еве, види го. Совршено, кристално, чисто, бело дело. Немаме. Тоа што имаме е грев. Не може нешто да заработиме, имаме злобно срце, од кое излегува нашиот грев. Не е пак базирано на некоја специјалност или посебност или убавина во нас, која ќе го поттикне Бог тоа да го види да рече, вау, мора да дојдам и да дадам милост. Не, Бог не гледа како болни, не гледа како слаби, не гледа како мизерни, како бедни, како негови непријатели, бунтовници, одвратни гресничи од кои преби избегал и се скрил, него нешто да направи, нешто да го привлече. Томас Вотсон вика, да се воспостави заслуга, значи да се уништи милоста. Не можеме да заслужиме милост, бидејќи сме загадени во нашата крв. Ниту пак можеме да го присилиме Бог да ни покаже милост, бидејќи тоа не би било милост. Можеме да го присилиме да не казни, но не да не сака. Затворен цитат. Теологот Гералд Бреј, исто така во неговата книга Атрибутите на Бог, вика, отворен цитат, нема никој право на Божјата милост, а оние што мислат дека имаат, се највиновни од сите. Затворен цитат. Значи, не ја заслужуваме Божјата милост. Тоа што заслужуваме е Божјиот гнев. A.W. Тозер вика, отворен цитат, запомни дека ако ја немаше милоста Божја цело време, наведнувајќи се во сожалување, воздржувајќи се од осудување, ќе беше веќе пропаднало дамна. Затворен цитат. Драги, фактот што сега не сме ние у пеколот, сега ние не сме во оган, во маки за нашите гревови, што Бог ни покажал милост, е навистина чудо. Што седиме овде и разговараме за Божјата милост, е чудо. Бог не поштедил. Тоа не морал да го направи. Не морал. Не поштедил. Бесплатно ни дал милост. Милоста Божја е подарок, е поклон. Не може да се заработи. И тоа во сите наши гревови, во сета наша мизерија, во сета наша конфузија. Обично забораваме од каде сме спасени. Забораваме од каде сме извадени како христијани. Бог не спаси од многу страшна состојба. Христос дојде и бесплатно и радосно ни даде милост. Второто својство на Божјата милост е дека Бог ужива да покаже милост. Михеј 7:18 вика, кој е Бог како тебе, кој простува беззаконија и поминува преку престапите. Тој постојано не се гневи, зашто тој со радост или уживање се смилува. Софонија 3:17 вика, Господ твојот Бог е во твоја средина, силен спасител, ќе ти се радува тебе, пон со веселба, ќе ти биде милослив во својата љубов, ќе воскликнува радосно на тебе. Значи овде Бог е опишан кој како се радува, како се весели да покаже милост. Значи кога покажува милост, кога спасува грешници, кога ги помилува, тој се весели, се радува, игра. Каква радост има Бог кога споделува милост? Кога грешници се спасени, кога грешници се обновени, кога неговите деца се трансформирани преку неговата милост. Неверојатна радост, неверојатно задоволство, неверојатно исполнување. Тоа го гледаме, например, во Евреите 12:2, каде авторот вика за Господ Исус. Го вика следното: имајќи го во предвид зачетокот и довршителот на верата Исус, кој заради радоста што беше пред него претрпе крст,
замерувајќи го страмот и седна од десната страна на Божиот престол. Значи овде за каква радост се работи? Христос е во маки, Христос е во агонија, Христос го чека крст, го чека страшни страдања. Наместо тој да е тажен, он има радост. Тоа е неверојатно. Има радост. Покрај крстот, покрај маките, покрај агониите, покрај страдањата, покрај одвоеноста од Бог, има радост. И оваа радост е радоста да спаси. Радоста да покаже милост. Радоста да опрости. Радоста да го покрие гревот, да го избрише. Радоста да не земе со него во рајот. И ако Исус не покаже милост, ако Исус не ги претрпе тие маки што ги претрпе, не отиде на крстот, ние немаме милост, немаме излез, нема опростување, нема спас, нема рај. Христос во своите маки имаше радост да сподели милост кон другите. Чи до сега видовме дефиниција, природа, категории и својства на милоста. Последниот елемент со кој ќе завршиме е примери на Божјата милост. Ќе видиме две примери од Стариот и од Новиот Завет, како Бог покажува милост. Мојсија се моли на Господ да им покаже милост и да ги опрости овој грешен народ Израел. Ова се случува кратко време после извештајот на шпионите кои се пратени да ја видат Хананската земја или ветената земја. Шпионите се враќаат и народот се бунтува, е уплашен. Таму имат джинови, ние нема да влеземе. И покрај постојаните бунтови, идолопоклонство, жалби до тогаш на овој народ, целото незадоволство, Бог покажува такви енормни чуда, такво енормно спасение, такви благослови, и овие постојано се жалат, постојано има поплаки, постојано бунт, постојано идоли. И во Броеви 14, 19 и 20 Мојсија се моли на Бог и вика: прости им го гревот на овие луѓе поради твојата преголема милосрдност, како што си им простувал на овој народ од Египет до сега. И Господ рече: простувам според твоето барање. Значи, ова е корпоративен пример каде Бог покажува милост на овие грешници, на овој непослушен, неблагодарен народ и ги поштедува од целосно уништување. Значи, Бог е спремен на работ да ги уништи целосно. Значи, тотална елиминација. Веќе завршено е со вас. Мојсија се моли и Бог опростува. Покажува милост. Следниот пример во Новиот Завет е параболата на Исус за немилосрдниот слуга во Матеј 18 од 23 до 35. Господ Исус вика вака: Царството небесно прилега на цар кој посакува да расчисти сметка со своите слуги, и кога почнал да расчистува, му доведува еден што му должеше 10.000 таланти. Овие 10.000 таланти може да ги претвориме во според еквивалентни пресметки. Ова е 9 милиарди евра. Значи, овој човек му должел 9 милиарди евра на господарот, на царот. 25 стих вика: па бидејќи немаше што да го плати, господарот нареди да го продадат него, жена му и децата и се што има, за да наплати. Тогаш тој слуга падна ничком и му се поклонуваше и говореше: Господаре, биди трпелив со мене и се ќе ти платам. И господарот на тој слуга се смилува, го пушти и му го опрости долгот. Слугата пак штом излезе, најде еден од своите сослужители кој му должеше 100 динарии. Значи, ова 100 динарии или денарии може да се претвори и е околу 15.000 евра. Значи, овој му дужи 15.000 евра и го фати, го давеше и му велеше: врати ми го она што ми го должиш.
Тогаш неговиот сослужител падна ничком пред неговите нози и го молеше и велејќи: биди трпелив со мене и се ќе те исплатам. Но тој не сакаш, отиде во затвор, го фрли, се додека тој не му го исплати долгот. Тогаш другите сослужители, кога видоа што се случи, многу се натажија и отидоа и му кажаа на својот господар за се што се случи. Тогаш неговиот господар го повеќе и рече: зол слугу, ја ти го простив целиот долг зашто ме молеше, не требаше ли ти да се смилуваш со твојот сослужител, како што јас се смилував и на тебе? И се разневи неговиот господар и го предаде на мачители, се додека не го исплати целиот долг. И сега од 35 стих Исус ова го вика: и така, мојот Отец Небесен ќе постапи со вас, ако секој од вас не му го прости од срце грешките на својот брат. Аналогијата е јасна. Овде Бог е царот кој доаѓа да расчистува сметки. И на еден слуга му опростува 9 милиарди евра. Огромна количина на гревови. Огромна количина на гревови. Студија направена од Центарот за невронаука, Универзитетот Квинс у Канада, користејќи информации од функционална магнетна резонанца, прават пресметка на бројот на мисли на човек во еден ден. Че се предпоставува дека човекот е буден 16 сати од денот, 8 сата спие, и пресметува дека човекот има 6240 мисли на ден. Значи 6240 мисли на ден. И сега ако заокружиме 6000 мисли на ден и кажеме 30% тие мисли се злобни, се грешни, се празни, тоа ќе му дојде 1800 гревови на ден. И ова само мисли. Значи нема зборови, нема дела, нема односи, само мисли. 1800 гревови на ден. Сега ако човекот живее 70 години, тоа знаете колку гревови се? Тоа се 46 милиони гревови. 46 милиони гревови. Само мисли. И сега на овие, ако ги додадеме и односите, ако ги додадеме и зборовите, ако ги додадеме и делата, ќе стигнеме сигурно до милиарда. Значи човекот е удавен во милиарда гревови. Бог доаѓа и сите му ги опростува. Сите ги брише. Сите ги елиминира. Тоа е навистина милост. Неверојатна милост. Огромна, богата милост. Да сумираме, значи денес видовме 5 аспекти на Божјата милост. Божјата милост е таа која прави целата разлика. Божјата милост е таа која влегува во нашата тешка, мизерна, очајна ситуација и прави радикална промена. Видовме 5 работи: дефиниција, природа, категории, својства и примери. Сега да преминеме на примена. Има 2 примени на кратко од овој стих. Првата е емпатија кон другите. Емпатија кон другите. Значи сите луѓе, како што кажав, пред да искусат Божјата милост, се духовно мртви во гревот. Без оглед на нивната позадина, без оглед како изгледаат, без оглед што направиле, се духовно мртви во гревот. Ова е универзалната состојба на човекот. Човекот е роб на гревот, роб е на ѓаволот, роб е на својата падната природа, роб е на грешниот систем во кој е. И ние бевме во истата состојба пред Бог да не спаси. Исто бевме мртви во гревот, исто бевме робови на одвратности. И разликата помеѓу нас и другите луѓе е Божјата милост. И ништо друго. Значи, ако Бог не дојдеше да не спаси, да не извлече од ова мучуриште, од овој вртлок, од оваа смрт,
и ние ќе бевме исти како другите. И сега, ако ќе сретнеме некои, чии постапки или верувања не фрустрираат, ни создаваат иритација, ни создаваат гнев, без разлика дали е тоа колега на работа, член од семејството или некој на улица, наместо да реагираме со иритација, со гнев, со супериорност, со презир, тоа што треба да го направиме е да се молиме за овој човек. Да се молиме, да бараме Бог да го направи истото што го направил за нас, да му го омекне срцето, да го привлече, да го смени, да му покажеме милост со добри дела, со добри зборови, со добри односи, да покажеме дека Божјата милост прави разлика, дека не сме исти, дека нема да вратиме со гнев, со иритација, со лоши зборови, со лоши односи. Ако реагираме со иритација, со гнев, со супериорност, со презир, со антагонизам, забораваме од каде сме извадени. Забораваме дека разликата е Божјата милост што има направено. Разликата не е до нас. Разликата е Божјата милост. Забораваме од каква одвратна гнасотија, од каков пекол сме извадени. И тоа според Божјата милост. Сме различни, сме морални, живееме свето, живееме праведно, и гледаме глупоста на грешниците, на овој свет, заблуденоста ја гледаме, поради и само поради Божјата милост. Не заради нешто во нас. И затоа треба да покажеме емпатија, треба да покажеме сочувство, треба да покажеме милост кон другите. Втората примена е биди како Бог. Биди како Бог. Значи, кога покажуваме милост, се идентификуваме со Бог. Кога покажуваме милост, сме најмногу како Бог. Зошто Тој покажува милост. Во Лука 6:36 Господ Исус вика: бидете милосрдливи, како што е милосрден вашиот Отец. Значи, кога се грижиме за телото на други луѓе, на нивните потреби, за нивните слабости, за нивните тегоби, сме како Бог. Зашто Он се грижи за луѓето. Он се грижи за нивните тела, се грижи за грешници, им прави добро, им дава поклони, им дава дарби. Кога им правиме добро на луѓето и не очекуваме нешто назад, не сме користолюбиви, не сме себечни, да, ако направам добро, ќе чекам другиот да ми направи добро. Кога се грижиме за душата на човекот, сакаме он да се спаси, да се покае, да поверува, сме како Бог, кој спасува луѓе, кој помилува грешници, кој ги зима во рајот со Него. Треба да сме богати во добри дела, богати во милост, богати во сожалување кон другите. Дали твојот живот е полн со милост кон другите? Како помина прошлата недела? Дали твојот живот беше полн со милост, со добрина, со добри дела, или беше полн со нешто друго? Со што е полн нашиот живот? Бог да ни помогне да сме полни со милост, да покажуваме милост, да сме како Него, да сме како Христос. Да се помолиме. Господе, фала Ти, Боже, за Твојата огромна милост, што си богат во милост. Фала Ти што се сожали на нас, грешници.
што ја увиде нашата болка, нашиот грев, што не ти беше сеедно, не помина покрај нашите маки, покрај нашата мизерија, покрај нашата крв и смрт. Туку дојде Божие и се сожали, и се сожали до таа степен да умреш на крст. Се сожали до таа степен да тие маки што ние ги заслужуваме паднат на тебе. Фала ти, Исусе, за твојата славна, неверојатна, голема, богата, неопислива милост. Фала ти, Исусе, што не помилува, што не спаси, што не ослободи. И сега сме слободни од нашите најголеми непријатели, да те славиме тебе, да живееме за тебе, да правиме добри дела, да сме полни со милост. Боже, исполни ги нашите срца со милост, да не се празни, да не се шупливи, да не се полни со гнев, да не се полни со злова, со насилство, со бунт, со антагонизам, со бес. Да се полни со љубов, да се полни со милост, да се полни со добро, да се полни со тебе, да се полни со Светиот Дух. Боже, направи не милосливи. Направи не да се сожалуваме. Болката и тагата на луѓето да не допираат. Да не сме како камења, кои се мртви, туку да сме живи. И таа болка да не прави и да не потикнува кон акција. Да помагаме, да покажуваме милост, да правиме добри дела. И во Твоето име ги бараме сите овие работи.